На 27 април 1978 година во Авганистан избувнала Саур револуцијата, именувана по месецот на незиното одвивање Саур, што на јазикот Дари е назив за месецот април. Во весникот Проблеми на светот и социјализмот, еден од лидерите на Народно-демократската партија на Авганистан ја опишал предреволуционерната состојба во државата на следниот начин. Масите беа подготвени за востание, животниот стандард нагло падна, повеќе од 1 милион афганистанци емигрираа во Иран. Легитимитетот на владата беше сериозно разнишан во очите на народот. Исклучително важно беше тоа што работевме 13-14 години меѓу народот. Водевме народно движење. Владата предводена од комунистите веднаш започнала да спроведува револуционерни политики како секуларизација, национализација и аграрна реформа, кои не биле прифатени во традиционалното и конзервативно афганистанско општество. Комунистичката власт, популарна во малкуте индустријски центри на претежно руралниот Авганистан, со секој изминат ден добивала нови противници. Дестабилизацијата на државата водела кон советската инвазија на Авганистан кон крајот на 1979 година, стравувајќи од ширење на бунтот во советските републики во Централна Азија. Во 1987 година бил тргнат префиксот народно од името на државата како дел од политиката на општествено помирување. Во 1989 година советската армија се повлекла целосно од Авганистан. Во 1990 година владеачката Народна демократска партија го тргнала марксизмот, ленинизмот од своја официјална идеологија. Но сите овие настани не довеле до крај на граѓанската војна, затоа што и после распаѓањето на Советскиот сојуз, комунистите се уште ја држеле власта во Кабул. Сепак, немањето на дворешен сојузник довело до пораст на комунистите од страна на коалицијата муџахедини, кои ја уживале поддршката од соседниот Пакистан, но и од Соединетите Американски држави. Така, после 14 години обиди за зачувување на комунистички Авганистан и речиси толку години граѓанска војна во март 1992 година, власта ја презеле муџахедините, кога во текот на 90-тите години воспоставија целосно теократско општество, во кое жените беа тргнати од училишните клупи и затворени во домот, додека прогресивните елементи на афганистанското општество беа прогонети или ликвидирани.